Град Скопје дебатира како да го реши проблемот од загадувањето во средина на зима, кога PM10 частичките повторно секојдневно лебдат во воздухот. Краткорочни мерки засега нема. Велат дека работат на решавање на проблемот, но сме морале да бидеме свесни дека тоа не се решавало за еден ден, па дури и дека сите сме виновни за загадениот воздух што го дишаме. Да кажам дека за загадувањето во Скопје виновни сме сите, или индивидуално или колективно. И затоа не може никој да биде амнестиран од тоа. Додека болниците се полнат, Скопје не се гушат. Градските власти дебатираат како да го решат проблемот, иако пред да дојдат на власт велеа дека имаат решенија. Професорот Александар Дединец од МАНУ до град Скопје предлага низа на долгорочни мерки, кои би го подобриле амбиенталниот воздух базирано на нивните истражувања. Тој веле дека најголем загадувач се домакинствата, односно греењето на домовите, па за решавање на ова предлага греењето на дрва да се замени со печки на пелети, инвертори или централно греење. Греењето на пелети го предлага и град Скопје, но субвенциите за оваа година завршија. Како втор загадувач според Дединеца со обраќајот, истакна дека би било најповолно да се набават хибридни возила и поголеми оденачување на старите возила. Со примера на мерките во домакинствата сметаме дека може да дојде до намалување на 93% на PM емисиите кои што доаѓаат од секторот домакинства. Додека во транспортниот сектор овој процент е доста помал, некаде околу 20% намалување на PM од транспортниот сектор, меѓутоа како што реков, транспортниот сектор не е оној главниот кој што допринесува до PM емисиите, туку тоа се домакинствата. Предлози за намалување на загадувањето пристигнуваат од сите страни. Бесплатен автобуски превоз за сите граѓани во текот на наредните 3 месеци, субвенционирање на меѓуградскиот автобуски превоз, воведување на 24-часовен зајакнет инспекциски надзор, итна детекција на загадувачите, се дел од мерките кои вчера беа предложени до град Скопје и останатите аерозагадени општини во Македонија, од страна на 4 здруженија кои покренаа петиција: нула толеранција за аерозагадувањето и загрозување на животот. Екологистите се жалат, велат дека тоа што требаше да биде стратегија за чиста животна средина и чист воздух беа само празни зборови. Власта за најважната битка одвои само 1,6 милиони евра, што е безобразно мала сума, истакна од иницијативата О2. Борци за чист воздух подготвуваат и тужба на државата пред домашните и меѓународните судови поради аерозагадувањето и последиците од него. Според Европската агенција за животна средина, повеќе од 3000 лица годишно умираат како резултат на загадениот воздух во Македонија, а тоа е нотирано и во последниот европски извештај за квалитетот на воздухот. Македонија е прогласена за земја со најзагаден воздух и по бројот на смртни случаи по глава на жител, покрај Косово, Србија, Унгарија и Бугарија.